Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Во собранието во секој момент се очекува да стартува седницата на која на дневен ред се интерпелациите на 5 членови на Судскиот совет. Таму е и колешката Катерина Нешкова, ја вклучуваме во живо во овие вести. Катерина, во овој момент имаме ли некакви информации дали членовите на Судскиот совет ќе присуствуваат на оваа седница? Да, Деспина, на дневен ред се 5 интерпелации за членовите на Судски совет кои што всушност се избрани од собранието. Тоа беше модусот кој што го изнајде власта за да направи, како што велат, кадровски реформи во ова независно тело, особено заради лошата перцепција на граѓаните во делот на правосудството, но и сите оние случувања изминативе 2 години што ги гледавме во Судскиот совет. Според процедурата, според деловникот на собранието, оние функционери на кои што им е поднесена интерпелација, покрај писмениот одговор кој што го направија сите 5 членови на Судскиот совет, имаат право и на образложение овдека во парламентарната сала пред пратениците, како одговор на се она што за кое што е наведено во самата интерпелација и аргументите за гласање на недоверба кои што во овој случај ги даде власта. Судскиот совет во моментов одржуваше седница од 11 часот, таму се и 5 членови за кои што е поднесено ова гласање за недоверба и од таму официјалните информации се дека само Весна Дамева, поранешната председателка на Судскиот совет, ќе дојде во собранието за да даде одговор. Незината интерпелација е и прва на дневен ред и се очекува да отвори најголема дебата. Она што е интересно е дека и останатите членови, како и Дамева, тврдат дека сите овие интерпелации се незаконски и неуставно поднесени, односно сметаат дека за нив не може да се покрене еден ваков парламентарен механизам, иако се избрани од парламентот. Ваква една изјава даде и Чочарова Илиевска, членот исто за кој што е поднесена интерпелација и денеска, па предлагам да ја слушнеме оваа изјава. Согласно цитираната одредба на Уставот, интерпелацијата во конкретниот случај према 5 членови кои што ги избира собранието како членови на Судскиот совет е недозволена. Не само што не е дозволена, туку овој акт што е во случајов поднесен од страна на група пратеници, кај мене се 7 души подпишани, представува, кажав и минатиот пат, преседан во досегашната парламентарна демократија на Република Северна Македонија, значи повеќе од 30 години. Досега ниту еднаш не се случило собрание да поднесе интерпелација на член на Судски совет. Да, инаку Деспина, во овие моменти почнува седницата за 5 интерпелации. Ставовите на политичките партии се веќе познати. Интерпелациите беа поднесени со 67 подписи, повеќе од потребното мнозинство, за да биде изгласана недоверба на овие членови на Судскиот совет. Власта ги поднесува интерпелациите и очекувано е тие да поминат. Впрочем, и денеска владеачката ВМРО ДПМН излезе со таков став дека потребни се кадровски промени, иако не се откажуваат и од системски реформи во правосудството. Опозицијата пак од оно што досега го имаме како став, вчера официјално СДСМ излезе со став дека ќе ги образложи своите аргументи на седница, но нема да учествува во гласањето. Сметаат дека ваквите интерпелации се упат во уставниот поредок и тие ги сметаат за мешање на извршната власт во судството поради изјавите на премиерот Мицкоски дека ќе зададе удар во чело на правосудството доколку е потребно за да бидат направени реформите. Она што изненадува е дека левица е опозицијската левица, иако смета дека потребни се покоренети реформи, дека сепак ќе дадат поддршка на ваквите интерпелации. Во продолжение ги гледаме изјавите на ВМРО ДПМН и левица од утринава. Денес секој ќе треба да одлучи дали е на страната на правдата или на страната на криминалот. Нашите пораки се јасни. Под еден, ВМРО ДПМН ќе гласа за интерпелациите.
ВМРО ДПМН ќе спроведе реформи со кои конечно ќе стави крај на партизацијата на судството. Под 3. ВМРО ДПМН нема да дозволи ниту еден криминалец да избега од правдата само затоа што некогаш бил на власт. Почитувана јавност, судството мора да биде независно. Судскиот совет мора да биде ослободен од партиските влијанија. Затоа, денес е денот кога сите треба да се погледнеме во огледало и да си поставиме едноставно прашање. Што ќе им оставиме на идните генерации? Заробена држава или вистинска правда? Граѓаните бараат одговорност, Македонија бара правда. Време е да ја испорачаме и затоа ќе гласаме за. Одлучивме како политичка партија Левица овие интерпелации да ги поддржиме. Значи порака мора да се прати до суството и одговорност мора да има сега и веднаш. Не можеме да имаме една каста на граѓани како што се судиите во оваа држава кои што буквално не одговараат скоро за ништо. Но, ние го задржуваме нашето право да спречиме и бурно да реагираме ако случајно следните кандидати за судски совет кои што ќе бидат предложени се, например, од тоа фамозното тефтерче на судии кои што очигледно преминува де во едната, де во другата партија, од големите партии СДСМ и ВМРО ДПМН, или ако некои од тие кандидати не ги задоволуваат високите стандарди кои што се потребни за извршување на една ваква битна функција. Деспина, како што кажав, за интерпелациите е предвидена еден ден дебата за секоја од нив поединечно, бидејќи ќе се одлучува за поединечно. Во овие моменти во Собраниската сала ја барам Весна Дамова за да видам дали на вистина ќе присуствува и ќе го образложи и ќе даде одговор на се она за кое што се товари во самата интерпелација, но очекувањата се сепак дека голема дебата нема да има, имајќи го предвид мнозинството и дека дури се предвидува и дека 5 интерпелации ќе завршат во еден ден. Деталите од собраниските говори овдека на власта и на опозицијата и аргументите за и против ќе ги гледаме и во вестите во 16. Да, Катерина, остануваме да проследиме денешната собраниска седница. Јас ти благодарам за овие информации, многу повеќе и во следното информативно издание. Приведените бизнисмени Радко Капушевски и Асмир Јаховски се уште се во полициска станица и се очекува во текот на денот да бидат изведени пред судија на претходна постапка. Според информации на СИТЕЛ, Министерството за внатрешни работи веќе има доставено кривичната пријава до јавните обвинители од организиран криминал и корупција и во моментот се подготвуваат наредбата и барањата кои ќе бидат изнесени пред судијата. Во вчерашната акција на Бирото за јавна безбедност и основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција приведени се повеќе лица, меѓу кои собствениците на Пуцко Петрол и РКМ. Според неофицијални информации станува збор за злоупотреби при набавка на мазут од сомнително потекло и квалитет. Предпоставките се дека мазутот бил увезуван со високо ниво на сулфур и тешки метали, што се закана за загадувањето на водата и почвата, но и за здравието на граѓаните. Според неофицијални информации, увозниците се сумничат и за оштетување на буџетот за околу 10 милиарди денари или 160 милиони евра. Пуцко Петрол е компанија која често добива тендери од јавните институции за набавка на горива. РКМ на Капушевски пак според евиденцијата на Бирото за јавни набавки има добиено само еден тендер за набавка на мазут во вредност од околу 40 милиони евра. Но според истражувања на медиумите, тој во енергетската криза ја снабдувал државата со околу 188.000 тони мазут во вредност од 112 милиони евра. За сега не се знае кој дело ќе им биде ставено на товар на осомничените. Детални информации за вчерашната акција се очекуваат до крајот на работниот ден. Јавноста денеска ќе дознае како криминалците на Филипче поради провизии и бизниси со неговиот бизнис Аси Јаховски го труеле народот со канцероген мазут, велат и од ВМРО ДПМН. Денес нема да чуете од СДС загриженост поради загадениот воздух, но ќе видите како криминалците на Венко Филипче поради провизии и бизниси го труеле народот со канцероген мазут. Тоа се истите тие кои правеа милионски договори со министерствата на СДС, вклучително и Министерството за здравство, додека Венко Филипче беше министар за здравство. Колку училишта и министерства набавиле од канцерогениот мазут на другарите на Филипче, колку објекти користеле од истиот мазут кој бил канцероген и додека Филипче и дружината правеле милиони, народот бил убиван од канцероген мазут, стои во писменото соопштение. Ова утро испратено од ВМРО ДПМН.
СДСМ пак денеска ја повикува антикорупцијската комисија итно да ги испита скандалите со тендерите во Министерството за дигитална трансформација. Според партијата, министерот Андоновски на вчерашната пресконференција ги признал тврдењата на СДСМ, но наместо да понесе одговорност, тој ги бранел договорите за тендери кои завршиле кај сопругот на државната секретарка. Бараме итно постапување од Државната комисија за спречување корупција по овој случај, кој мора целосно да биде расчистен. Министерот Стефан Андоновски на пресконференција го призна скандалот со тендерите во неговото министерство, но наместо да понесе одговорност, да се извини и да поднесе оставка, тој дрско ги бранеше договорите за тендери кои завршиле кај сопругот на државната секретарка Клинчарова. Ова почитување представува јасен случај на конфликт на интереси, непотизам и основан сомнеш за корупција, кои се впрочем одлики на ВМРО ДПМН. Министерот Андоновски не може да се извлече со обидите да го релативизира случајот, тврдејќи дека државната секретарка не учествувала во постапката. Државниот секретар, почитувани, раководи со целата администрација во секое министерство. Со други зборови, Клинчарова била надредена на сите кои биле вклучени во тендерската постапка, што завршила кај незиниот сопруг. Државната комисија за спречување корупција, но јавното обвинителство мора веднаш да преземат конкретни чекори. Премиерот Мицкоски утро во се обрати по повод одбележувањето на 82 години од депортацијата на македонските евреи. Порача дека ова не е само ден на тага и сеќавање на страдањето на македонските евреи, туку и ден на предупредување дека не смее да се дозволи историјата да се повтори. Денеска, кога нацизмот и антисемитизмот во најразноразни облици се будат не само во Европа, туку и на Балканот, па и во Македонија, мораме да престанеме со омраза, со омаловажување и навреди, обиди на доминација и супериорност и со безсмислени војни. Доста е со убивање на недолжни и невини. Искрено се надевам во победа на демократските сили, дека ќе надвладее разумот, а 7144 еврејски жртви на Холокауст од Штип, Битола и Скопје нека представуваат залог за живот во мир и слога. Таа година во март, тогашната фашистичка бугарска окупацијска власт, во координација со нацистичките власти, наредија апсење и депортација на сите евреи од тогашната Вардарска Македонија. 7144 мажи, жени и деца беа присилно собрани и одведени во привремениот логор во Скопје во објектот на тогашниот монопол. Цела една заедница, цели семејства, цели генерации беа загубени. Наша обврска денес, како и секој ден, е да зборуваме. Да не дозволиме мракот повторно да завладее. Да не дозволиме нови генерации да пораснат без да ја знаат вистината. Да не дозволиме омразата да најде ново тло за да никне. Министерот за здравство најавува поништување на тендерот за паркингот на скопските клиники и вели дека ќе бара нови решенија со градски паркинг и заедничките служби. Тарвари повикува и други заинтересирани да понудат решенија како да се реши хаосот со паркинг просторот, а цената да не биде висока. Евентуално размислувавме дали државни паркинзи, односно градски паркинзи, можат да стопанисуваат со паркинг центарот тука во клинички центар и да изградат катни гаражи. Друга опција веќе размислуваме и за општи служби. Дали можат општи служби да евентуално да ги менаџираат паркинг местата, па и да изградат катни гаражи, можеби не веднаш, меѓутоа за определено време. Така да сакам да ве известам и вас и јавноста дека размислуваме за две опции. После оваа бурна реакција за 50 денари зошто ќе биде паркинг местото на клинички центар. Со 15 милиони динари Министерството за култура ќе реконструира црквата Свети Кирил и Методи во Струмица. Целосната обнова се очекува да биде завршена во наредните 3 години. Министерството за култура и туризам започнува проект за реконструкција и конзервација на црквата Свети Кирил и Методи во Струмица, еден од најстарите и најзначајни верски објекти во градот. Проектот, за кој се обезбедени 15 милиони денари, ќе се реализира во соработка со Струмичкиот завод и музеј.
Активностите се планираат во неколку фази и предвидуваат обнова и санација не само на фасадата, туку и на внатрешниот дел од црквата. Според најавите, целосната обнова треба да биде завршена во наредните 3 години. Овдека опфаќа многу повеќе фази во внатрешниот и во надворешниот дел во фасадата, како што можете да видите дека веќе скелето е поставено. Повеќе годишна јавна набавка, велиме, затоа што од старт гарантираме дека во наредните 3 години тие 15 милиони денари ќе бидат наменети точно само за црквата. Се разбира, доколку има и побрза динамика во делот на конзервација, реставрација и во делот на санацијата, се разбира дека ќе бидат и побрзо обезбедувани средства. Почетокот на овој проект го поздрави и викарниот епископ Стобиски Јаков, кој информираше дека во изминатиот период имале неколку неуспешни обиди за заштита и реконструкција на објектот, кој представува еден од најзначајните столбови за духовниот живот на градот. Завод за заштита на спомениците на култура и музеј Струмица во неколку наврати изминативе години аплицираше за заштита на овој споменик на културата, но Министерството за култура и тогашното раководство, тоа беа мандати на двајца министри, на 2 министерки, не покажа ни најмал интерес. Додека во исто време се стимулира, се финансира проекти кои што афирмира ширење на квир културата, например, и многу други значајни проекти за нив. Црквата Свети Кирил и Методи нема да биде единствениот верски објект во Струмичко, на чија заштита ќе се работи оваа година. Како дел од капиталните проекти што ги финансира Министерството за култура и туризам, ќе биде и конзервацијата и санација на кровот на манастирот Свети Леонтиј во Водоче, за чија реализација се одобрени 1 милион и 200 илјади денари. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Се поголем е бројот на граѓани кои даруваат крв преку Црвениот крст Охрид. Покрај ова во следниот период акцент ќе биде ставен и на потребите за помош на старите лица и на лицата со посебни потреби. Крводарителството во Охрид во подем. Голем е бројот на оние граѓани кои со секое дарување потенцијално спасуваат нечи живот. Таков е примерот со Бранко Трајковски, кој е долгогодишен крводарител и има дарувано 83 пати до сега, а започнал на 18 години граница која е дозволена за дарување крв. Мотиватор, организатор на крводарителски акции во рамките на СВР Охрид. Значи хумано дело, убав осеќај, тоа што ќе спасите живот, знаете дека спасувате многу животи. Почнав да дарувам од 18 на полнати години, нели кога е дозволена границата за дарување на крв, и додека сум здрав до 65 години планирам да дарувам. Од Црвениот крст посочува дека покрај останатите активности во иднина поголем акцент ќе биде ставен кон потребите за помош на старите лица и лицата со посебни потреби. Голем број на наши активности се поврзани со луѓе кои што се нашле во некаква незавидна ситуација, но без помошта од градоначалникот како главен или татко на општината, сите овие активности не би можеле да ги спроведеме. Таму каде што имаме можност или општината има можност, тука правиме проекти како за бездомните, како за луѓето во посебен ризик. Црвен крст Охрид е посебна организација не само сега, и наназад години. Самото поднебје, самиот туристички центар дозволува да бидете креативни и да вложувате и во вакви хумани идеи. Така да голем број волонтери, активисти, безимени, имени во текот на овие 80 години дале свој печат и свој придонес, и токму на овие настани, со овие настани им даваме на некој начин почит и внимание на сите тие да се препознаеме во нив не само во минатото, туку и во сегашноста и во иднината. Инаку во организацијата на Црвениот крст во текот на годината се движат околу 1000 волонтери, а по повод 80 годишниот јубилеј, во текот на целата година ќе бидат организирани низа настани под мотото "Ние гледаме луѓе". Нина Ритоновска, Сител телевизија. Српските студенти